Народот кажа, идна коалиција во Македонија ќе предводи ВМРО-ДПМН, а во нејзе ќе биде коалицијата која што на овие избори настапи под името Влен. За помалку од 24 часа откако лидерот на ВМРО-ДПМН ја испрати оваа порака, стигна одговорот од Влен, коалицијата на опозицијските партии на албанците. Тој според изјавата на еден од лидерите на коалицијата е потврден, но со клучен услов – уставни измени. Како единствени надпреварувачи во албанскиот политички кампус и се разбира победници на овој блок, ние сме и единствените легитимни представници на албанците на овие избори. Следствено, ова не обврзува да ги представуваме албанците и во идната влада, каде што меѓу другото ќе раководиме со важни институции од секторот за внатрешни работи, кои се одговорни за санкционирање на криминалот и корупцијата, за да се бориме силно и директно против повеќе слојниот и долгогодишниот криминал и корупција. Додека сме овде, морам да ве повикам да бидете спокојни дека е само пропаганда тоа дека некој ќе ги блокира уставните измени и евроинтеграцијскиот пат. Албанската коалиција Влен е гаранција во идната влада дека уставните измени ќе се усвојат. Од ВМРО-ДПМН е која кампањата ја градеше на риториката не за уставни измени под бугарски диктат и која врз основа на резултатите од првиот круг избори за претседател, веќе себе си се смета и за победник на парламентарните избори, засега нема одговор на изјавата на Влен. Но затоа стигна одговор од ДУИ, која меѓу другото е засегнат од изјавите на Мицкоски дека партијата на Ахмети му праќала емисари и безусловно се нудела да биде дел од новата владина коалиција. Господинот Мицковски последните неколку дена успеа да врати едно сеќавање кај албанците за 100 годишното робство, омаловажување, подчинување во кај секој албанец, кај секој албанка, во секој албанско семејство, да иритира нерв кој што мислевме дека е длабоко сокриен, да врати едно сеќавање од времето на Југославија. Имаме ситуација на мобилизирање на секој против обидот за рушење на достоинството на народите во оваа држава, зборувајќи за влада уште пред да се изјасни народот на 8 мај. СДСМ преку соопштение предупредува дека се опасни најавите на ВМРО-ДПМН за блокада на европскиот пат на државата и затоа, како што велат социјалдемократите, граѓаните кои ќе излезат на гласање на 8 мај мора да имаат предвид дека иднината на земјата е под сериозна закана. Од друга страна, левица му честита на Мицкоски на победата во првиот круг од изборите за шеф на државата, трка која ќе ја продолжат Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова и го повикува да не ги донесе уставните измени. За очекување е дека јавните повици и комуникација меѓу медиумите ќе продолжат до 8 мај, кога ќе се одржат и парламентарните и вториот круг избори за претседател и од чии резултати ќе стане појасно кој се ќе учествува во идната влада и кој ќе биде претседател на државата. Ако се земат предвид резултатите од првиот круг избори за претседател и освоените гласови се преточат во пратенички мандати, тогаш ВМРО-ДПМН би имала повеќе од 50 пратеници, СДСМ помалку од 25, коалицијата на ДУИ околу 17, Влен приближно 12, Знам на Максим Димитриевски околу 10, а Левица помалку од 5. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.